вечер, драги мои, добро ни дојдовте во вечерашното издание на емисијата Тунел. Пред известно време бев сведок на сцена кога лице со епилепсија имаше напад. Во тој момент сватив дека ние околината сме апсолутно многу малку информирани токму за епилепсијата и како да се снајдеме во состојба кога можеби лице кое има истата ни се најде во близина. Од тука и поривот кај мене да ја отвориме оваа навистина комплексна тема, која верувам вечерва и тоа како ќе биде на добар пат или ќе ги отвори вратите и срцата на многумина од вас и едноставно ќе сакаме да дознаеме малку повеќе и да ја намалиме стигмата токму околу епилепсијата. На моје големо задоволство вечерва сосема отворено и искрено зборуваат моите вечерашни гости кои веднаш ќе ги поканам. Добро вечер за господин Отилија. Добро ни дојдовте во Тунел. Повелете Илија, ви благодарам што одговоривте на поканата. Господја Виолета, повелете и вие да ни се придружите. Ви благодарам. Повелете на вашето место. Една прекрасна млада дама со еден одличен господин и познавач на темата епилепсија. Добро вечер за професор Чепреганов, Моника. Добро вечер, млада дама. Мојата убавица. Добро вечер, професоре. Добро ни дојдовте. Вечер. Повелете Маргарита да ни се придружите. Добро вечер и за вас. И на крај, последно не помалку важен, господинот Дејан. Добро вечер и за вас. Добро ни дојдовте. Повелете. Уште еднаш ви благодарам за прифаќањето на поканата, отворено и искрено да зборуваме на оваа тема за која многу малку се зборува. Се е зад затворени врати. Ретко луѓето се одлучуваат да истапат и да зборуваат или да речат дека да, јас имам епилепсија. Дел од вас во студиото со епилепсија, дел од вас како родители на деца кои имаат истата. Професоре, може ли со вас да започнам? Чисто да расчистиме. За нас, вие со вашето долгогодишно искуство и сето она што го имате направено за и на оваа тема, можете слободно да ми дадете некои параметри околу тоа да разграничиме и појасниме. За нас лаиците, епилепсијата е еднакво на нели падавица и толку. Значи, Божјата милост сакаше да вчера, многу се радував, кога чув ова почитувано дете Дејан, потпуно слушено и останав в каменет, да бидам искрен, затоа што прв пат во мојата земја видов дека некои луѓе кои не им е струката тоа, сакат да им помогнат на пациентите. Јас сум 50 години со тие пациенти. Значи, ако имам 56 години пракса, 50 години сум епилептолог. Две реченици за личната карта на таа болест. Во Македонија, значи, во светот се смета, има разни проценти, дека некаде од 0,7, 0,8, 0,9 до 1%. 1% малку е тоа трагично што расте процентот, али има три главни фактори. Првиот е многуте сообраќајни несреќи. Вториот е витаминската каренца на слабата исхрана во многу земји во светот и третиот е продолжената, може ќе ви изненади, старосна граница. Значи, старосната граница, колку ја продолжуваме, толку повеќе се јавуваат дегенеративни промени, во кои дегенеративни промени има и епилепсични напади. Значи, се три главни фактори кои го зголемуваат процентот. Да не должам многу. Се смета дека во светот има некаде околу 60 до 65 милиона, плюс минус 5%. Од тие се 20% генерализирани кризи, идиопатски, и 80% се симптоматски. Што значи тоа? Значи, главниот проблем кој го направила табу тема, да ви рековте, стигма. У реду, табу тема е тоа. Во целата предисторија, во сите векови е налазат точно тие 20% за кои се сметало дека се генетски оптоварени. Меѓутоа денеска молекуларната генетика докажа кои се тие болести, има. Не велам дека нема, меѓутоа не е тој таков процент како што се претпоставува. Најголемиот број, 80% реков, се симптоматски епилепсии. Одам, ми падне цреп врз главата и после 2 месеци добивам епилепсичен напад. Не значи тоа дека јас сум ѓавол или сум човек толку несреќен кој не треба да живеам нормален живот. Во тоа е трагедијата, значи се поистоветуваат со една друга форма која исто така не треба да биде таму теба. И сега се враќам на Македонија. Македонија, слободно сметам, имам правено сам статистички податоци, има некаде околу 20 до 22 хиляди, не знам дали имате вие некоја... Околу 30 се последните малку ќе биде многу. Али, добро. Да. Не е тоа битно. Важно е да тоа е една огромна бројка. Огромна бројка која има многу проблеми, за кои веројатно ќе сега да зборуваме. Малку поќе кажеме.
Она што мене како епилептолог ми сметало и ми смета и секој ден се борам, тоа е тоа што го рековте. Тоа е таа табу тема. Тоа е тоа забрането, значи, затоа што друштвото ги анатемисува пациентите. Тоа го слободно кажувам. Не е тоа случај со мене, јас со пациентите знаат, тие кои биле кај мене, каков е мојот однос. И што ги советувам и како и на кој начин треба да продолжат да живеат. Затоа што ако има 2 до 3 психофармакорезистентни епилепсии кои имаат секој ден напади, кои се хендикепирани, нели? Или имат некој ментален ретард, не значи дека другите 90 или 95% се со истата. Да. Апсурд. Дори обратно, живее во една друга земја, во која бев член на една ваква организација во Страсбург и на една друга организација која е врзана со неа, а она работеше на професионалната ориентација, голем проблем, веројатно ќе го начнеме, нели? Тоа беше уживање како државата, конкретно општината Страсбург, нели, која е дел од Франција, секако, со сета сила, снага, моќ, желба да помогне, прави све за таквите пациенти. Да го вработи, да му даде нега, да му прави така натаму, така натаму. Жал, немам тако впечаток дека тоа кај нас. Ето, не знам, за почеток дали е тоа е дел од личната карта на Да, доволно за вовет на она што сакаме вечера да го кажеме и реков секој со својата лична приказна, исклучително. Ја поздравувам ова, ја вчера бев навистина душевен. Да, Дејан не купи сите со неговото познавање. Јавно изјавам, спремен сум во се, тоа му кажав и на детево, во секој момент, секогаш да бидам присутен со нив и меѓу нив. Дејан, веројатно ова ви значи? Секако, значи поддршката од професионалци, како што е доктор Чепреганов, ни значи и тоа како многу. Со нивна помош оваа организација, од таму ќе тргнеме, од пред се лични побуди. Организацијава е основана кон крајот на 2013, значи работиме околу нешто повеќе од година. Главен мотив за основањето ми е тоа што имам неколку пријатели кои што се лично засегнати од оваа проблематика и нивната неможност да се вклопат во општеството, неможноста да најдат вработување, предрасудите кои што се врз нив беа причинител, значи да ја оформиме оваа организација и еве за едногодишно работење можам да кажам дека сум релативно задоволен. Луѓето полека ни пристапуваат, не прашуваат, бараат одреден вид на помош, значи сакаат да заедно да ги оствариме целите кои што се зацртани на нашата организација. Кога започнавте со работа, свативте дека кој е нивото на информираност за епилепсијата и Искрен да бидам, значи очекував многу поголема информираност, но за жал наидов на еден голем процент на неинформираност. Можам да кажам 2% луѓето не се неинформирани за овој тип на нарушување, би го рекол веќе. Епилепсијата не е никако болест, не може да се карактеризира. Луѓето токму таа неинформираност ги градат собствените предрасуди за ова нарушување и не сакаат дури ни да му помогнат на овие лица. Имаме случаеви ние кога лица кои што доживеале епилептичен напад се одбегнувани од околината со образложение дека се под дејство на алкохол, под дејство на психотропни супстанци. Јас се згранав кога ја прочитав приказната на лице со епилептичен напад, кој во моментот ја прима информацијата околу него дека луѓето се збунети, дека се коментира од типот под дејство на алкохол, дека и во следниот момент му е украден и новчаникот заради неговата немоќ и тоа ми беше исклучително многу траорно вака како информација, значи на нивото кое ние го имаме како луѓе за да се снајдеме во таква ситуација и препознаеме. Веројатно работите и на тоа, некакви обуки, едукација која стигне до професионални обуки немаме, но затоа имаме охрабрувачки средби со граѓани, бидејќи поголемиот дел од лицата во нашата организација се лично инволвирани или се родители на деца со епилепсија, па така многу на лицата со епилепсија и на родителите му значи многу еден охрабрувачки разговор, значи на поддршка. Во изминатиот период увидовме дека тоа е од исклучителна важност, значи да му се даде поддршка на таквите лица. Маргарита, вие сте родител на дете кој има епилепсија? Да, Никола е момче веќе прекрасно. има 14,5 години.
Имаше 3 тешки операции на срцето, како последица на операциите на срцето, бидејќи имаше многу висока тахикардија, 360 пулс, кој што ги преживеа. Срекни сме за исходот дека успешна е операцијата, меѓутоа последиците останаа на мозокот и епилептични напади. Срекната работа е што Никола успеа во поддршка со училиштето, нас дома, родителите, детската клиника на неврологија, кардиологија, да дојде до 8 оделение, односно 9 се извинувам поново. Меѓутоа, епилепсијата си води своји последици, како што кажа господинот, значи Од кога добивте дијагнозата, што беше прво кое моравте да го објаснувате? На себе да си објаснувате или на околината? Јас прво на околината, значи прво родителот. Значи овде имаме и друг родител, тука е професорот со најголема чест, зборувам пред него. Родителот не смее да се срами од своето дете, од болеста. Значи првото што треба да се едуцира со лекарот да комуницира. Втората работа, кој ќе тргне во градинка, во училиште, на наставниците да им ја каже таа работа. Ние имавме средба со хипогликемија, низок шеќер, епилепсија, имаме спина бифида, тоа е ретка работа на рбетот, и на крај тахикардијата која што не се толерира. Значи, едукацијата во училиште, околината, соседите, значи сите околу знаат за тој проблем и сите помагаат. Верувајте дека Никола успеа благодарение на тоа што сите знаеа за него. Имавме неколку критики, срам да ти е, како кажуваш. Ами сурово е да кажам дека моето дете во одредени ситуации умира. Меѓутоа е вистината таа. Или има епилептичен напад. Значи срцето е едната работа, епилептичниот напад е друг. Или е одлично подготвен на оваа тема, барем од разговорот кој го водевме онака. Или за да се запознаеме, ми оставивте силен впечаток околу информираност и за тоа како треба и како може да се справиме со околината и онака на повисоко едно ниво. Заради она долгогодишно искуство кое зад себе си го носите и покажувате дека исклучително знаете како да се носите во животните предизвици, да си го терате патот кој сте си го зацртале пред вас сосема успешно. Ке може да кажеме неколку моменти од она што велиме живот како дете, младо момче со дијагноза епилепсија и потоа развојот на вашиот живот. Првите моменти, оние кои ги зборувавме, нели, соочување, што велиме со таа стигма и табу тема околу околината. Добивањето на епилептичните напади кај мене, тоа беа мои 7 години, а дојде до епилептични напади од една травма. Травматолошки момент кој ми се чини и ден денеска игра улога во мојот живот. Зашто го кажувам дека е травма во прашање? После, да не навлегувам понатаму во тоа, ме прашавте да ви кажам животна приказна. Кога бев трето оделение, мислам, моите другарчиња сите за малиот зимскиот распуст отидоа во Маврово. Одих спречени од ствари од причини, затоа што требаше јас лекарства да пијам и ете дијагнозата, јас не отидов. Не ве пушти веројатно дома. Апсолутно, требаше да пијам лекарства. Од страв можеби, него сигурно. Сепак Маврово е учеа да скија, да санка. Кога дојдовме, кога почна вториот дел од школската година, учителката прво што направи на овакво, ни рече, деца, запишете... Како ви помина? Не, домашно. Како поминавте во Маврово? Јас не знав што да пишам затоа што не бев таму. Јас составив состав како јас сум поминал дома, додека другите беа во Маврово. Тој состав, верувате, беше читан низ цело училиште. Што се со ова да кажам, дека ние дискриминирани сме, веќе ќе дојдам во денешнината, исклучиво од непознавање на народот за дијагнозата епилепсија, што е сведена на падавица. Народот ја знае како падавица. Јас кога и да барав работа, еднаш ми се понуди работа да пробам. Ме ставија на испит, одма ми кажа човекот, дојде од утре, можеш да работиш, се работеше за работотерапевт. Кога му кажав, нормално, јас му кажав каква дијагноза имам за да не се случи нешто, да биде спремен на тоа. Неговиот одговор беше ќе ви се јава. Зашто? Јас реков нема да се јавите, не ќе ви се јава. Нема потреба затоа што пред малку рековте утре да дојдам на работа. Зашто да ми се јавувате од како ви кажав за мојата дијагноза?
тука бев првата дискриминација ради непознавањето на особата што е епилепсијата. Како вид, има повеќе видови на епилепсија. Класично епилептични напади, она што ги знае народот. Со паѓање, грчеви и така натам. До епилептични напади кои се само секундарни, може да кажам, и човекот што не знае дека другата особа има диагноза епилепсија, не може ни да примети. Затоа што тој само ведна глава и за 10 секунди, 15, него му поминува нападот или го прекинува. Тоа се пациенти со епилептичари со предчувство, дека ќе го добијат тој напад. Да, меѓу кои сум и јас. Професор, овде сакам и да ве прашам, бидејќи ова е специфично, односно различни се еве, да речеме, диаметрално различни, условно речено, со диагнозата епилепсија и правците кои истата може да ги завземе, можностите да лицето се снајде во секојдневието. Епилепсијата е молња во мозокот. На секого може да му се деси. Французите имат да е многу добар израз, вика l'orage dans le cerveau. Сум се издолжил малце повеќе на сон, се може да добијам епилепчен напад. Сум се напил повеќе алкохол, може да добијам епилепчен напад. Не сум спиел 2-3 вечери, може да добијам епилепчен напад. Дали ме разбирате? Да. Оти, добро кажа го, значи, тоа е симптом. Нешто што се дешава во мозокот. Значи, не треба да го сметаме како болест. Има болест, лафора и така дали, тоа е поединости за кои ќе одиме многу во специјалистички води. Меѓутоа, тоа е еден симптом, на секого може да му се деси. И сега се враќам на основниот проблем. Каков е односот на друштвото према пациентот? Потpuno го разбирам. Значи, он е бил дискриминиран. Значи, првиот ден му рекол, да, ти, значи, он е одличен работник, му кажал дека ме напади, одма го пуди. Обратно. Например, Франција е обратно, тоа морам да го кажам. У Белгија сум работил обратно. Во Англија е обратно. Друштвото, дали е фабрика, дали е работодавец, дали е... Тој ќе се информира, има, значи, како што оваа се организација, таму има стручни луѓе, ќе дојде кај мене, ќе праша, вака и вака работа, вако и ваков човек, на кое место можам да го ставам? Значи, не да му кажам да си оди. Значи, он може да не треба да работи на машина, ќе зборуваме, да, категоризација на професии кои може да ги има работат. опасност по живот. Има вода, има огин и така дале, да лета, ама има стотици работни места на кои може да работи. И сега, нашата поента кај нас е да го одбијам, да го отфрлам. Тоа е трагедија. Јас секој ден го гледам тоа, јас ги разбирам потпуно. Секој ден се борам со години со овој проблем. Виолета, кај вас е борбата малку по прилично потешка, бидејќи вашиот син е со церебрална парализа, Даунов синдром, и церебралче, има епилептични напади. И тоа е кај него што не може ни да оди. И се навечер ги фаќа нападите, преку ден исто. Во ваква комбинација на потешки заболувања, докторе, каде што еве имаме ваков пример, кога ќе се случуваат овој тип на епилептични напади, со истите се носиме како? Да, тоа беше потежок случај. По-комплексно, да. Значи, имаме многу поделикатен и тука треба, пак ќе речем, општеството да има многу поголем слух. Тоа е голем проблем. Ја на тие мајки им бидел Нобелова награда. Јас знам што значи стаме. Тоа дете е неспособно, значи, ни да оди, ни да се храни, така да, значи, она мора се да му прави. Плюс епилептични напади кои се на... Од раѓање го имате проблемот со здравјето? Не, од 2006. Што се случи? Па дојде до помудрување, до стегање, до грчеви на цела снага. И кога го однесовме во болница, доктор Дума, професор доктор Дума, кај него сме и он рече дека тоа е на знаци на епи. И од тогаш си има, на некој период си имаше почесто. И сега, кога му ги појачи терапијата, он има послаби и пократко трајни напади. Не е како што имаше со силен интензитет или почести, поретки. Да. По вашето себество покрај момчето имате една кукла, Моника, која вечерва е Моника, убавицата. За професорот. Да.
Тежок ли е тој баланс кој морате да го правите во таква Тежок ситуација? е, да. Тежок е, благодарение на незе. Моника е по вашиот син, да, помала? помала, она е 10,5 години, а синчето Бојање е 13,5. И сега, благодарение на незе, пошто навечер, кој ќе ги добие, она го сеќава, и кој ќе викне мамо, ви викам, дебре дете, викам, немој, а на почетоку се плашеше, плачеше по него, леле зошто бате вака, леле зошто бате нак. И ви ја и давам, Таа храбра лепотица која... и давам храброст и викам, немој сине, викам, тоа е, викам, Божија работа. 20% од пациентите мои, јас имам преку 25 пациенти у мојот компјутер, 26 години. Значи 20% ви гарантирам дека сум ги исклучил од терапија. Следејќи ги овие два параметра, да немат напади, ама мора да пазат многу на својот живот во иднина. Тоа е многу битен фактор. Има пациенти кои се фармакорезистентни, као малиот, не верувам дека ќе остане некојаш во животот без терапија. Меѓутоа има пациенти кои живеат сосема нормален живот, може да има 1 до 2 напади годишно, али мора да зима постојано. Илија, кај вас како е состојбата? Кај мене состојбата е многу подобрена, за разлика од она прва што се вика и до пред некои си 20 години, ќе кажам, затоа што и јас бев од епилептичарите кои од време на време знаеа да добијат поголем напад. Сега тие напади кај мене се исклучени, ги имам, кој што реков, само оние секундарни, на кој врз кој имам контрола. 2 до 3 минути се случува јас да осетам дека може да добијам напад. За тоа време јас се повлекувам, седнувам за некои 20 секунди, мене ми се повраќа целосно уствари, као ништо никогаш да не ми се случило. И човек што не знае дека имам проблеми не може ни да примети. Познае. Да. По терапија? Прашавте, Да. да, по терапија сум. Прашавте и за начинот на лекување, уствари што го потикнува што е потикнува личноста со епилепсија. Тука конкретно кај за мојата диагноза ќе зборам што е од травма, е Може да психичка. споменем, извинете, како видна травма или? Повреда на глава. Повреда на глава. Како видна сигурно. травма? Повреда на глава. Не, страв. Страв. Да. Од преголема страв во еден момент. Аха. Во рана возраст детска, тоа го споменавме. Точно. Тоа ми е како дете. Од дете добиено како такво и останато. Мене ми е најдобро ствари, сега ќе зборувам за мене, кога човекот има психичка поддршка од најблиските. Поддршката на што ја сведувам од најблиските и луѓето што се покрај тоа што од нив ја имам. Не е поддршка ако не ви дозволи да работите. Да рече седите и не можеш. Да. Има некој друг да го сработи. Тоа е дискриминација повторно. Мислејќи дека ви прави добро. А си Точно. способен. Аз сум способен. Да. Па тоа е трагедијата. После доаѓа прашањето на мене или лицата како мене, зашто го кажаа тоа? Зар ја не сум? И токму тогаш настануваат тешки размислувања и мисли во главата кои после донасаат до напад. Што ја разбираме поддршката, правата поддршка, кај што може и нападите да ги исчисти. Да дозволите лицето да го направи оно што го сака. Да не му речете не, а да му бидете поддршка, да го поддржите во тоа. Ако ви каже сакам да го направам тоа, застанете покрај него и кажете му, повели како сакаш, јас сум покрај тебе. Вие работите одлично, односно си изработувате дела кои зборуваат за тоа колку умеете и уметнички да се искажете. Ми рековте дека вака си ја канализирате енергијата која некогаш и повеќе ја имате или едноставно ова ве смирува? Ова ме смирува. А за ова треба концентрација и посветеност и тоа како? Токму затоа ја ви го кажав тоа, затоа што кај оваа изработка треба да бидете прво што треба да бидете психички стабилни. Ова е работа со шајки на... Со шајчиња, да. Затоа ја донесов оваа слика, така? каде што е само искована, да зумира камерата, да видат колку се шајчињата блиски едни до други, колку се мали. А тука ги има многу. Тоа е основата која дават и потоа сликите добиваат ваков епилог. Да. Од прилика. За ова треба стварно и физичка, не физичка, него психичка стабилност и нерви. Многу нерви. И тоа како? А јас ги работам за да се смирам. Ми рековте дека ова со главата од коње 28 години става? Да.
Долго време, многу слики направени. Само за вас или ги продавате? Не ги продам, сум продавал некои по нарочки, иначе ова ми е хоби на блиски личности. Може да кажа и неколку реклами имам направено за фирми, од кои едната ми беше Така да си имате истакната и на уметничка сајм. една жичка која... Тоа ме исполнува. Дејан, споменавме за тоа кратењето и Ако смалувањето дозволите, на... само не збор, Извинете. Дејан нека ми прости, велики кажа големи напади и аура. Значи, има огромен број на пациенти кои го предчувствуваат нападот. Тоа е аура. Дали е таа абдоминално, дали е, има разни типови на аура. Обично кај така начините темпорални епилепсии. А големи напади, значи, кога каже пациентот голем напад, мисли на генерализиран напад. Напад во кој се тресат и раците и носите. Тонично, Меѓутоа, многу често, да не кажам најчесто, нападите почнуваат као парцијални, као фокални. Значи, почнува со тресење на едната рака, на ногата, на лицето и потоа се генерализира. Син ми Па, со очите визами него. почиња. Или со очите, да, сега веќе да не си е го многу правим со очите травматизирам. почиња, Значи, па со рачиња. има многу типови на напади и потpuno се оние посебен случај, ја би сакал да се видиме насамо, давам некои објаснувања, зошто ги добија напад? Има потpuno право. Значи, во секој психоемотивен наплив, мој, ваш, негативен, он реагира бидејќи го напаѓа интегритетот на неговата личност. Ја го онеспособувам него, али бе, ти кој си, ти не ти го ништо. И тоа делува кај него многу опасно. И може да му направи напад. Значи, треба храбрање, Да. треба позитивна енергија, Затоа што треба да го велеше- носам у раци, да. али не треба да го навредувам. Тоа што и тој е човек. Треба почит, доверба и оно што е најважно у животот во интерперсоналните односи, толеранција. Да не ми замери. Дејанче, извини, Илија, да. не ми замери. Не, да не ми замери бидејќи ќе дадам предност на категоријата деца. Искрено, бидејќи го знам проблем. Со оваа диагноза и нели нивната иднина, животот понатаму, сакаме да ги способиме подеднакво до границата до која можат нели да функционираат безпрекорно во општеството. Имате ли таа борба во организацијата? Зборувавме за дека имаме прогрес кај терапиите, дека еви професорот спомена во одреден момент со предуслов дека нема лицето 4 години напад, може да се дојде до намалување или сосема прекинување на терапиите. Има многу пациенти Значи, кои немаат надој. во самиот назив на нашата организација се лица со епилепсија и родители на деца со епилепсија, што значи подеднакво ги опфаќаме и лицата со епилепсија и децата со епилепсија. Значи, доброто е што кај поголемиот дел од дечината со тек на адолесценцијата, значи, условно речено, епилепсијата исчезнува, односно може да биде излекувана. Токму и една од целите е таа да докажеме, значи да ја разбудиме јавната и професионална свест за епилепсијата како нарушување, кое што може да биде излекувано. И затоа се, како да речем, се јавува поголем процент на лица со епилепсија кои што се возрастни, за разлика од деца, заради што дечината може да бидат излекувани, условно пак да речем кажано. Имаме подеднаков број на членови кои што ја имаат диагнозата епилепсија возрастни во однос на родители на вакви деца. И родителите имаат до некаде и ги разбираме, нели проблем да излезат јавно и да кажат, да истапат дека Многу голем проблем е, значи многу ретко може да се најде родител кој што јавно ќе каже да јас имам такво дете, се соочува со голем проблем при праќањето на училиште или во градинка на ваквите дечи, на што ако тоа дете добие напад на школа, веќе родителот не го кажал тоа на педагозите. И после самиот тој проблем се повлекува низа проблеми сам по себе, избегнување од друштвото, отпишување како што имавме пример од училиште. Па после со текот на самото растење лицето ќе биде дискриминирано со вработување, нема да може да стапи во брак, но сето тоа се табуа, предрасуди кои што си го има општеството.
Овие лица се Или е во покрај- брак има Да. две дечиња? Да. Овие лица значи се и работоспособни, можат да основаат и семејство. Процентот на од двајца лица, двајца родители кои што се лица со епилепсија, процентот на веројатност да има детето епилепсија е само 3% поголем за разлика од останатите здрави, да речам, лица. Што значи не е ни тоа, исто не сака да се дружат со ваквите деца, останатите дечиња, да речем, од фактот дека наводно Веројатно. епилепсијата е заразна. Епилепсијата значи како нарушување апсолутно не е заразна. Тоа е докторот како што кажа гром во мозокот, Тоа е состојба на непознавање, мозокот, да. Се трудиме ние преку низа наши активности да го докажеме тоа дека не треба да бидат овие лица дискриминирани, дека треба да бидат прифатени во општеството како такви. Оној процент на лица кои што за жал не успеа, медицината не успеала да им ги стави нападите под контрола, тие лица може да се вбројат како лица кои што имаат одреден инвалидитет и да се категоризираат како Но тоа е такви. веќе во некоја комбинација како Да, што и веќе тие лица ако може некако да согласно законите да остваруваат одреден надомест, зашто се јавува една контрадикција. Лицата со епилепсија согласно закон не се лица со инвалидитет и не може да уживаат права и односно да остваруваат приходи, а од друга страна не може да бидат ради дијагнозата вработувани, а потребни му се средства за да си ја купат потребната терапија. И ке средствата мајките може да ми кажат малку повеќе, нели, со дечињата во вашето семејство, веројатно покрај таа енергија, љубов што ја давате неизмерно и не чини воопшто, нема никогаш да речете дека тоа нешто чини. Потребни се реално средства кои ви се потребни вам да може да функционирате до некаде, нели, безпрекорно и да може децата да си ги го разбрав обавуваат прашањето. секојдневните обврски. Бидејќи Никола од бебе, за жал, он доби бактерија. Значи, он се роди како здраво дете и последователно се разболе. Се соочивме точно со тие проблеми. И со срцето, со ВПВ синдромот и суправентрикуларна пароксизмална тахикардија, последица на тоа епилепсијата, па хипогликемијата, набавка на многу скапи лекови. Пред 10 години бевме во Германија, каде што беа подготовка за оваа финална. Меѓутоа, за овие 10 години ние се снабдувавме со лекови кои што нашиот фонд не ги партиципира. Во меѓувреме, Фондот за здравство ни ги дава тие посебна нега, 4300, ако да не погрешам во ситните пари, и толку е. Значи, не станува збор за дали е тоа инвалидитет или не, меѓутоа толку се за децата до 26, што е многу погрешно. Бидејќи има деца кои што имаат многу поголеми потреби. Дали се тоа е инвалидска количка, дали се лекови. Јас верувајте дека 750 евра дававме лекови месечно, годишно. Значи 750 евра кои што фондот вика не влегуваат во партиципација, меѓутоа регистрација се направи бидејќи е единствен кој што ги примаше тие лекови. Фала Богу, преживеа тие 10 години. Значи, тие 750 евра помножено по 10 години се 7500. Дали се инвалидска количка, дали се лекови, јас пред малку кажав. Семејството е многу. Да, многу е голем ризикот да се пушти дете со такви лекови во училиште. Тоа се тешки кардиотоници кои што благодарение на тоа што се едуцира и децата на училиште, никој не ги чепкаше, не Од оваа пипаше. гледна точка што сакате? Сакаме да апелираме на сите, да се помогне, што повеќе на децата со епилепсија, значи што поголема едукација на родителите, на околината. Ако може да се зголемат и тие средства, бидејќи парите, верувајте дека се многу малку. Секогаш се малку. Не, во во секој секој во ваква случај се ситуација Да. исклучително До- малку. До 26 години да чекаме дали нашето дете ќе добие мобилност или... Кај Никола дијагнозата сега понатаму каква е? Ќе може да влезе во она што Никола видиме? има синдром. Значи тоа сакав да го потенцирам преска, веројатно професорот му е позната таа категорија. Има разлика помеѓу хронично и синдром. Благодарение на Германија срцето е средено. Меѓутоа е синдром. Во секое време може да се повтори, да се удвои тој хисов сноп или позади него тие нервни снопови.
Ризикот на епилепсија си постои 100% секогаш. За жал Никола има многу алергии и во моментот сега, еве тоа сакав да го потенцирам привеска, не пие никаква терапија за епилепсија. Значи сме година и нешто на собствен ризик, каде што не може да се... Да, бидејќи има подкожни крварења, хиперагрегација, која што е исто многу ризична. Тоа е посебен случај. Тоа е посебно, да. Значи, ризикуваме, Германија го испита, рекла, значи, во моментот, нека се стабилизира срцето, па после... Да, значи, ризикуваме во секој случај. Виолета, вам ви е потребно веројатно малку повеќе помош околу издршката на детето, што ви е неопходна заради целата Да, пошто и ние не сме вработени со, како што кажа господјата, со 4360 со болно дете плюс и друго да школуваш многу тешко, да. Пошто јас со таа состојба на мојот син не можам и да можам да најдам работа, не можам да работам. Посветени на мајка лавица, што велат 100% на семејството и на децата, браво. Да. Да се надеваме дека ќе имаат слух. Сакам да кажам. Го молам друштвото, мојата убава земја Македонија, во името на сите овие луѓе и на сите мои пациенти, да има слух. Болните со епилепсија не се инвалиди. Многу е мал бројот, кажа дето. Дето има уметнички способности, дарба. Значи, имаат капацитет. Тие не се дешперантни луѓе, инфаустни, па да ги фрлиме настрана. Од една ронка да има во него капацитет, треба да се искористи. Ете, жената ми кажа многу убаво. Тоа е реткост. Средината во која постојам, живеам, конкретно детето, го прифатила и дето е среќено. Дето оди напред. Многу малку треба. Слух, одговорност, ангажираност и желба да се помогне на тие луѓе. Не е таа огромна бројка, не е ни мала. Ама не треба да ги гледаме тие луѓе како бројка, исфрлени од друштвото. За жал, кај нас третманот е таков многу добар пример. Значи првиот ден му рекал дојди утре на работа, утре кога му кажам, му вика ќе ти се јавам. Или одличен пример за Зошто? А човекот е способен, може да го работи тоа. Он нема да вози авион. Не стигнавме да ја зборувавме многу за вашата младост. Кога велете дека ви се подсмевале другарите, извинете професоре, ве прекинувам, но навистина беа тоа многу убави, топли приказни кои Илија ги сподели со мене вечерва, не ни стигнавме, но еве, накусо може кога вашите другари од младоста се подсмевале на сметка ваша, сакајќи да излезат, рековте, нели, може подобро вие да си го кажете тоа, да дојдат до израз самите тие или да се направат народски речено фраери на ваша сметка? Па тоа е нормално кај секој деца да нема многу размислување, него како што знаеме они возрастните и ден денеска не ја знаат дијагнозата епилепсија, да се направи, како што вие рековте, фраер пред девојката, почна да со навреди кон мене, како јас ги сватив. Со као, ти не можеш ништо, други за тебе работат. У тој контекст, мојото више на крај, ми се чини дека јас го нервирав затоа што јас не се нервирам. На тој начин ги нервирав луѓето. Затоа што јас не се нервирам, не дозволувам да бидам изнервиран. Јас ги нервирав нив. Моето прашање беше кон него после тие долги навреди, јас го прашав дали уме токму на овие слики да работи. Рече, не знам. Дали знаеш да пишуваш поезија? Како дете јас сум пишувал и сум бил... Рече, не знам. Дали имаш дарба за масирање? И за слични работи? Нема. Па кој е тука простиот, извинете на израз? Кој е тука простиот, дали сум јас или ти? Све што знаеш ти и јас знам. А јас што знам ти не знаеш. Браво. Кои сме неспособните овдека? Дејан, вие се трудите од петни жили, медиумски сме тука да ве поддржиме, да бидеме присутни за се што треба, за акции кои може би во иднина ќе бидат потребни. Дај Боже вие како родители да си имате она и финансиска и секаква друга поддршка која е потребна за вашите деца, бидејќи исклучително се давате 100%, но треба некогаш, нели, што велат ветар малку во грбот за и понатаму да можете заеднички да ги... Топлиот збор, убавиот збор со емпатија е огромна помош за тие луѓе.
материјалниот е потребен, Да. али многу е важно. Јас пати го слушав да кажа многу бава реченица. Значи децата го прифатиле. Да. Учителките го прифатиле. Тоа дете е среќно. Многу важно. Тој човек е бил несреќен бидејќи го луѓето отфрлали. Но се изреализирал Тој бе и како неговиот живот. сопруг, и како А татко. способен човек. Деца покрај прави себе, уметнички семејство, да, си твори ствари, или немавте размислување грижа околу тоа дали вашите деца можеби ќе имаат Не, епилепсија? ни на крај Не тоа. размислувате. И на крај памет право да ви кажам, јас често пати сум знаел да прашам мете познаници кои децата имаат епилептични напади. Мои двајца познаници, ја те еднаш го прашав пријател дали он бил на психијатар некогаш. Рече зашто, не сум јас болен, не за тебе, него да знаеш како да настапиш према твоето дете, психијатарот тебе да ти даде совет, а не на детето. Точно. Дали на тоа уопште се сетил некој? Јас може еден апел да дадам до работодавците, сега новиот закон за вработување на инвалидни лица што искача. Нека не ги оттргнуваат луѓето со епилепсија. Нека ги викнам барем на разговор. Барем на разговор, нека не им ја затвараат вратата. Ќе видат дека од тие луѓе може да извлечат многу. Точно. Нека го викне, нека не мора да го вработи. Нека го викне да разговара, како ние сега. Ако е во недвоумица, нека му даде краток период да се докаже. Не мора, што се вика, нека му даде предлог тој период да му е за докажување, а не за финансиска добивка. Па да го види бенефитот од сето тоа. Точно. Тогаш ќе бара уште. Ќе бара, верувајте, такви лица. Кои се значи најбитните сега во моментов точки како организација, како здружение, кои што сакате да ги потенцираме, кои што ви се битни на кои треба да се работи? Значи, ние имаме 4 основни главни цели. Да го подобриме квалитетот на живот на лицата со епилепсија, да ја разбудиме јавната и професионална свест за епилепсијата како нарушување кое што може да биде лекувано, да ги согледаме потребите на лицата со епилепсија преку вакви охрабрувачки средби со лица, со родители и да интервенираме кај институциите за да ги прифатат овие лица и барањата на овие лица во општеството. За жал до сега немаме наидено на некоја поголема поддршка од, да кажем, од институциите. Ние се уште немаме ни собствен простор кај што може да ги обавуваме нашите активности, немаме седиште официјално. Но во преговори с неи се надеваме дека наскоро и тој проблем ќе ни биде решен и ќе можеме нашите активности да ги реализираме и нашите цели да ги извршуваме согласно нашиот статут. Ви благодарам за вечерашно гостување, професоре, исклучително ни беше драго, веројатно посебно на моите вечерашни гости. Се надевам ќе се видиме во некоја прилика кога ќе зборуваме за многу успешни, среќни моменти и се разбира за многу поголема присутност на овие луѓе во социјалниот, секојдневниот живот и насекаде околу нас. Вие, драги мои, ви благодарам што гледавте вечерва тунел. Само ќе речам, не го затварете срцето, ниту умот. Дознайте пред да имате било какви предрасуди. Животот не става сите пред големи предизвици. Не знаеме кога и што може токму нам да ни се случи. Ви благодарам. Ви благодарам многу. Благодарам. Благодариме на поканата.